Како зборуваш ти таму внатре? Да те чуе Елмаз Мустаги да ги откорне. Господине Фикри, јас само глумам дека сум твој син и онака јас пукнав од досада со оваа улога. А велиш дека не си ги продал нивите. Точно, поради слактатиот решат ништо не успеавме да направиме. Ама ние не се договоривме така. Јас дојдов за 2 дена. Уште колку дена ќе останеме? Не знам. Добро, ама ова мене ми прави голема штета, разбирате? Доста со таа штета. Сега пари ли бараш? Ако ти е многу злодевно, земи ја Елмаз и одете. Бог да чува. Ајде, земи ја Елмаз и оди. Абе, не мислев така сега. Кој успеа да ме изнервираш, значи? Не успеав. Ама Итро е старо. Кој знае што направи Илгин? Оној Ферит, колку е кутар се врти околу неа, се врти, господе. Ама Дузџин е мој, јас не го хоќарив. Јас го освоив таткото. А штом таткото е освен, средена работа. Господе. Аха. Боже, овие на кај нас доаѓаат, ежи ми се. Како реков, кај нас доаѓаат, како куќата на Дузџин да е моја. Господе, како ме тераш да зборувам. Господе. Девојки, Ерол се уште го нема? Сигурно е во ерор. Тогаш вие донесете дрва за шпоретот, ајде. Не се јавува твојата грешка. Гласот не и се слуша повеќе. Не сме. Што и рече? Многу ме интересира. Реков, откачи ми се. Си најдов многу убава девојка. Не се враќам. И јас ке станам домазет. Што е? Ти се допаѓа? Не. Јас ова... што рече девојката? Ништо. Да. Да. Ништо не рече. Бидејќи јас ништо не кажав. А ти се подбиваш со мене, нели? Не. Тогаш зошто ги кажа работива и ме излажа? Ме интересираше твојата реакција. И го добив одговорот. Јас се ништо не одговорив. Тако. Разбрав од погледот. Ајде, кажи што разбра. Ти се допадна. Тебе така ли ти се чини? Доаѓа кралицата на селото. Таа е кралица, а ти си принцеза. Леле, Илгјун! Што правите ма таму? Ништо да и мине? Спремаме вечера? Добро. Значи свекрвата ќе ме сака. Ние дојдовме кај вас. Добре дојдовте. Повелете. Илгјун, добро си? Добро сум, Исмаил. Илгјун, може да прашам каде е Ѓулѓун, а? И наш Ѓулија нема? Тука се. Отидоа по дрва, доаѓаат. Добре дојдовте. Господе Боже, бабицата ми дошла, би умрел за неа. Да ти бакнам рака. Јунаку мој, дојди да те прегрнам. Господе. Јунаку мој, машала. Машала. Види ти, мене ми рече одам во џамијата, а тој тука пее. Sağım solum önüm arkam sobem. Seni buldum bırakmam. Лав е овој лав. Еј, Боже, машала, каков глас има, милозвучен. Тетино, нели ќе одеше во џамијата? Кога ја најде бабицата? Само што дојдов тето, кога ја видов бабата, реков да испеам една серенада за бабата моја. Да. Бе, за бабицата би умрела за тебе, лаву мој, би умрела за тебе. А немој да плачеш, не пеам за да плачеш, ете, дај ми рака. Исмаиловци, ајде сега одете си. Телефоните да ви се достапни при рака, инаку лоша ќе биде. Така да си знаете.
Не бе, даде ми не достанеме. Зошто бе? Пак ќе треба да дојдеме, тешко ни е. А и чичко Дуздјун и Ерол ги нема. Ќе внимаваме на девојките да има маш покрај нив, нели? Не тропај. А? Губете се. Навистина, а ние што сме овде? Не сме мажи? Маши сте, затоа да останеме овде. Ти како зборуваш така со нас? Навистина, бе. Како така зборуваш, Исат? Каква екипа е ова? Пред малку во џамијата Чичко Дуздјун ми даде задача, девојките мене ми се доверени. Ако не ми верувате, јавете се и прашајте го. Ова го кажувам врз основа на задачата што ми е дадена во џамијата. Ајде, што ви е на вас, бе? Што си замислувате вие, бе, пријатели? Исмаиловци, ајде сега одете. Не е добро да останете овде. Јас сум тука, телефоните да се достапни, ако се случи нешто, јас ќе ви се јавам. Ајде, одете, бе! И бато никако да дојде. Нека дојде па да му кажеме што слушнавме на водопадот. Што слушнавме на водопадот? Море, ти на вистина си смотана. Нели таа зборуваше со Ферит? Илгџун отишла во Истанбул по некое момче. Ете тоа момче било Ферит. Значи Илгџун била таа што ја видовме во трговскиот центар. Гледаш ли, а? Ја пропуштив серијата, ај. Сега тука ли ќе чекаме додека дојде бато, а? Да, мораме. Многу ми е здодевно. И мене ми е. Амори, дали отворена вратата од колата на бато? Ако е отворена, да влеземе и да слушаме музика. Тоа може, да. Ајде. Трчај. Трчај. Отворена е. Најди нешто повесело да се забавуваме. Да видиме што ќе каже Решат кога ќе слушне дека дух му го возел джипот. Леле? Еве го джипот овде. Дадо, може да пуштиш малку светло? Се плашам од темница. Точно кажа, да пуштам и да седиме во светла. Ај, се запали светлото. Со Господ напред, Господе Боже, ти си се вишен, ти си се може, Господе. Ај да видиме што има таму. Дадо, пушти малку погласно. Ти пак како да сум ти слугинка. И што да правам? Ти седна напред. Господе, ти си се вишен, Господе семоќен. Бегај, Ерол, бегај.
Девојки, да ви се позлатат рацете, бре, навистина многу ви се вкусни јадењата. И Господ да ви даде берикет. Многу се вкусни да ви се позлатат рацете. Жими се, да останам овде месец дена, кој знае колку ќе се здебело. Абе, синко, колку убав глас си имал ти, колку осетлив глас си имал. Испеј ни една песна после јадењето, па да се расположиме сите ние, а? Испеј ни те молам, ајде, ајде. Коптагел има прекрасен глас. Да сака да оди, сигурно би победил во надпреварот за суперстар, ама ете не сака. Ме срам да ти е тето, само гласот ли ми убав, па јас цел сум убав, Господе. Машала. Штом баба ми сака, тогаш не можам да ја одбијам бабата, така ли е? Штом сака песна, ќе испеам песна. Си, сол, си. Beyaz gül, kırmızı gül, güller arasından gelir. Beyaz gül, kırmızı gül, güller arasından gelir. Yarın giymiş beyaz ezya, cuma namazından gelir. Yarın giymiş beyaz ezya, cuma namazından gelir. Beyaz Девојки, бидете внимателни. Што се случува, Берол? Да, Бухтер дух се шета низ селото. Леле духли, Коптагел? Се преплаши. Можно ли е такво нешто, бе? Еми нема, нели нашите момци рекоа дека виделе дух? Нели рекоа така? Од вчера вечер го пратам, се преплаши. А ти каде го виде духот? Джипот на Решат. Беше на моминската плажа, потоа отиде дома, ама без возач. Вели моминска плажа, колата на Решат, разбирате? Сигурно Баторешат се шигувал со тебе. Така велиш, ма? Па, тогаш тоа е лесна работа. Како и да ја решате во џамијата. На утринската молитва ќе го решиме овој проблем. Не се плаши, синко, не се плаши. Јас ќе го средам ова. Вие немојте да се плашите. Што е тоа, што? Се шегувам, бе. Аман, Коптагел. beyaz gül, kırmızı gül, güller arasından gelir. Beyaz gül, kırmızı gül, güller arasından gelir. Дојде времето. Одам молитвата да ја читам јас веќе. Абе, пријателе, ово е многу тврдоглав, бе. На вистина цела ноќ се клањаше. Ова го прави од страв, не од тврдоглавост. Добро бе, пријателе. Како не се измори од толку наведнување и станување? Абе, Исмиловци, нели рековте дека сте виделе дух? Епа и Ерол го видел тој дух. Да, мине ти кажавме дека видовме, ама ти не ни веруваше. Од тука ќе влеземе, ајде. Полека. Ерол, ти кај го виде? Го знаете, джипот на Решат. Празен одеше, немаше никој во него. А на што личеше вашиот дух? Па вака како не знам баш како, овдешниот го виде од поблиску. Пушташе светло од колата. Бог да чува. Ајде сега, кренете ја бабата и да влеземе внатре во џамијата.
ке се спасиме од оваа мака. Бога ми точно кажа. Вчера ние бевме на молење и верувајте ми, поголемиот дел од маката се тргна од нас. Фала му на Бога. Благодариме на Ајде, Господа. носите бабата, ајде. Фала му на Бога, не го видовме после тоа, среќа, инаку... Добро, ајде, ајде. Ајде, баба, ајде. Бабу, ајде, полека стани. Ајде. Така. Ајде. Полека. Земја Држете столицата. добро, ајде. Ајде, бабо. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Што е? Се онесвестили? Леле, што му се случи? Ништо не му е, ништо. Јас ќе го освестам, само ми треба кофа вода. Абе, да не умре овој? Камо да умре, Господ во рајот ќе го прими веднаш. Какво умирање ти се молам? Се онесвести од умор. Ајде, изнесете го малку на чист воздух. Викнете ја да емине, да дојде да види. Ајде. Ајде, крете го. Ајде да окренеме. Ајде, полека. Ајде. Ајде уште полека. Ајде. Ајде, полека. Ајде, нас. Легнете го овде, Држите го полека. Еве овде нека Полека, лежи. полека бе, полека, сега тргнете се. Ајде, човекот нека земе воздух. држи Чекај, ме. јас да видам. Сега ќе ви кажам. Нормален пулс бе? Ај, овој се онесвестил од умор. Абе, луѓе, ништо не му е. Синко, донеси малку вода, ке се освести кога ќе види водата. Што сакаш ти од човекот бе, пријателе, да го несеме дома, нека спие, нека одмори, што ти е? Без да зборува со нас не може, не може. Веќе ти избегали човекот, цел ден, цела ноќ клањаше, нели го гледаш колку голем верник е? Како да не? 2 пати со утринската молитва, 2 пати со ноќната молитва, вкупно 632 пати клекна. Ќе зборувате кога ќе се освести. Греф е сега да го будиме, нели е така, имаме Фенди, кажи. Да, нека поспие малку. Па, после ке спорувате што имате со спорување. Сега одете си. Ајде. Ајде, не ми. Одете си. Бабо, Ајде. Aşıksın, dın 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 dın, aşıksın, dın dın dın, aşıksın, sen aşıksın. Што правите вие овде? Реков да подготвам поедок со собствени раце. Нема потреба од тоа. Можно ли такво нешто? Па само ти ли ќе не служиш? Овој пат реков, јас да подготвам нешто, само ти не може така. После татко ми ти си првиот маж кој ни подготвува појадок овде. Епа, за се има прв пат. Талка ли, Иргин? Се разбира. Види го зет ми, пак со мојата девојка. Тето, разбуди се. Зет ми се разбудил. Се разбудил и излегол, тето. Што? Коптагел! Тето! Тетка ми се разбудила. Коптагел! Трчај! Во собата има нешто. Буба шваба има. Инсекти има овде. Многу се плашам. Коптагел! Тето, што ти е тоа на очите? Ова е нешто друго, тетино. Лентата за спиење дома ја заборавив и со ова спиев мирно. Каде си ти? Елмас, душо, многу се испаничив кога викаше подготвив. Еве, поедок за тебе, сакав да ти донесам во кревет. Ти викна и го пропасти изненадувањето. Љубов моја, изненадување си ми подготвил и тоа со појадок. Ај, љубов моја, јас што си помислив, а ти што си ми спремил? Ако. И каде е буба швабата? Може да видам каде е буба швабата? Еве овде е. Ај, каква буба шваба е ова, душичка? Полека ма Елмасе. Каде е мојата буба шваба? Девја тука се качила на ова. Готово, ја утепав. Добро утро. Добро утро и тебе. Синоќа пак те сонував. Како ме сонуваш овој пат? Татко ти дознал дека за мене си дошла во Истанбул.
Тој како би дознал? Никој не знае, само ти и јас знаеме, Господе Боже. Не завршив. Татко ти со сила не венчаше. Насила велиш. Да. И јас бев многу среќен од неговата одлука. Што е, дадо? Какви беа тие гласови од пред малку? Дада Илмаз видела бубачка во собата и затоа. Аман бе, цела куќа ја крена на нозе за една бубачка. Ајде, девојки, побрзете, ајде, помогнете ми, ајде. Ајде сите по мене. О, машала, изгледа чајот е многу вкусен. На здравје. Благодарам. На здравје. Дајте ве молам, однесете го овој дома вака во џамијата како мртовец ми се слоши и не можам да го гледам, на вистина, однесете го, ајде. Точно кажа, целиот ке се здрви тамо, ете така. Нека се здрви, ќе се разбуди и ќе даде отчет после. Абе, Фикри, колку си бил тврдоглав, почекај малку. Овој мора да се разбуди, тогаш ќе зборувате. Дали ти јасно? Ајде, Исмаиловци, однесете го решот дома, ајде. Зошто ние да го носиме? Нема некој друг. Нема. Носете го бе, што ќе ве чини? Бе, греоте, ајде. Земете го и ова, полесно ќе го носите. Слушајте ваму, внимавајте на мојата носелка да не и наштетите. Ти, бабо, не се грижи воопшто. Решат не е толку тежок. Одвај тежи колку и твоите два балони. Безобразен. Ајде, седни тука, бабо. Полека. Седи. Ти седи тука, седи. Безобразен. Ти ли си ова? Леле. Што е ова, бе? Застанете. Спуштете ве. Пушти ве. Се разбуди овој, бе. Кажете ми што стана со тепсијата и да ми ја купите тепсијата бакарна. Леле, мори мајко. Овој Решат е многу специфичен човек, многу чуден човек. Дава вредност на материјалните работи. Се разбуди и веднаш праша за тепсијата. На вистина, бе. Значи ги чува своите работи, да знаете. Ако дознае дека ја удривме колата, Бога ми ке не заколи. Како? Не ја удрив ме, ти ја удри. Ајде. Така е. Ајде, полека. Полека. Ајде, одете. Што ми ја има веста на социјални мрежи, ја има и во весници. Готова сум, леле. Татко ми секој утро купува весник, целиот го чита. Навистина ќе види, мора да види. Тогаш треба да го спречиме да купи весник, дури и цело село. Невозможно тоа. Кој стигнал си купил? Леле, готова сум. Сега сите ќе дознаат дека сум била тајно во Истанбул. Чекај, немој да мислиш негативно, ќе најдеме некој решение. Како? Ајде, доцни ме. Реша така? Повели Муезин ефенди. Како си, добро си? 632 пати клекнав и станав, ама ништо од тоа не важи. Зошто, бе? Не се изми пред да влезам во џамијата. Заборавив. Ти. Затоа сум многу разочаран. Не се, сакав да те прашам нешто. Кажи што е? Види, нели ова е ќерката на господин Дузџун? Еј, види го ти Дузгун. Мене ми соли памета, не си ги гледа работите околу себе. Во кафаната отидоа, таму се сега. Дај ми го тоа.
Здраво, Шива. Абе, синко, многу бргу го однесок те решат. Се симна на пола пат. Јас нели ви реков дека се преправа за да избега од нас, а? Ај, застанете малку. За мене ли се зборува овде? Да. Да, сите зборуваме за тебе. А ти како да не тераш да се караме меѓу себе? Како мислиш? Што како? Поради тебе не завршиме работа. Зашто? Ти си му рекол на овој. Фикри, мене нивите ми ги даде за 250.000. Така ли? Лаже. Што? Никој не сме да ме нарече лако. Седи. Добро, тогаш да кажам грешка. Ја што ти реков? Реков нивите на Фикри не вредат повеќе од 250.000. Лаже? Не реков дека Фикри ми ги даде за 250. Не мој. Седи, бега, седи. И мене никој не смее да ме нарече лажго. Дузгун, ти внимавај што зборуваш. Абе, Дузгун, вистина ли е тоа што го кажува? Абе, каква вистина? Само лаже. Слушни ме, чичко Дузгун, постар си од мене. Седи, Добро, сега. не сакам сега да се расправам со тебе. О, Боже, Боже. Леле. Чичко Дузгун, ова не ли е твојата ќерка? Што значи тоа, бе? Која е таа? Абе, Дузгун, ова нели е ќерка ти? Што се случува? Што може да е? Задоцнивме веќе. Дузгун, ова навистина личи на твојата ќерка. Бога ми, Илѓон е ова. Муезин ефенди, немој да зборуваш кога не знаеш, грефе. Ама имам ефенди, погледни беве, Илѓоне. Нема шанси да е мојата ќерка. Чекај, јас да видам од поблиску. Дај да видам. Леле, Бога ми си личат. Да видам? Не. Кога таа отишла во Истанбул, не е, само личат. Така е. Дај јас да видам. Тух. Ова е Илѓун, Бога ми да. Бог да чува, Бог да чува. Мочете, бебике, добро, мочете. Велам дека нема шанси ова да е мојата ќерка, нема шанси. Одиме. Ајде, работата ќе стане пострашна, ајде. Леле, чичко Дузгун, ова не ли е твојата ќерка? Еве, ќерка ти таму. Илѓун, што правите бие таму? Еве, а сега доаѓа наваму. Прашајте, а не, а ќе ви ја каже вистината. После нека се собере собранието на жени. Решат, молчи, инаку ќе ти ја плестаме на преку лице, така да знаеш. Зошто бе, Господе Боже? Нели жени управуваат со ова село? Слушавам, ти да не сакаш да го бойкотираш собранието на жените, а? Слушам. А што барате ви овде? Ништо. Онака дојдовме, се загриживме за вас. Застани малку. Илѓун ќерко. Ај погледни оваа фотографија во весникот. Ти ли си таа каже ќерко, а? Да. Ќерко, ти кога снимаше по реклами, кажи ми, зошто јас не знам? Јас се не знаев, тато. Кажи нешто, ќерко. Молчете. Нека се собере собранието на жени, Илѓун ќе даде отчет. Излегла надвор од селото без дозвола од таткој. Ете така ќе биде. Момент, што се случува? Какво собрание на жени? Како да сме на некаков суд? Ти девојката вели не знам. Ти што се мешаш, бе? Ти зошто се мешаш и јас за тоа? Ја судите без да знаете и без да ја сослушате. И таа е изненадена, погледнете. Погледнете. Ова е буквално фотомонтажа. Абе, каква монтажа, каква сонтажа? Зарем не гледате? Главата на Илѓун ја ставиле на тоа тело. Еве, гледајте. Зошто да лажам? Видија светлината околу неа. Секој кој се разбира ќе го забележи тоа. Слушам. Син ми многу се разбира од фотографии, експерт е тој, експерт. Ајде сега, остави, немој да лажеш. Какво монтирање, какви глупости. Еве вистината. Еве, гледајте. Добро. Момент. Почекайте малку.
Сега веднаш со едноставна програма ќе ви докажам. Се враќам за кратко. Што сака овој да прави? Господа, или прво кралицата. Ве молам прво вие погледнете, повелете. Што е ова, бе? Дај да видам и јас. Чекај да видам. Срамота, бе. Не сакам, разбрав. Што разбравте? Дај и јас да видам. Бог да чува и брани. Да ти се плука. Слушај, бабу, овој твој син сака да е добар ќотек да го памти цел живот. Не, јас само сакав да докажам со едноставна програма што може да направам. Инаку ништо немам против вас, ниту против магарет. Јас стави фотографија на социјалните мрежи и можеби... Не, сигурно од таму е зела. Како и да е. Да не влезете во поголем греф поради нас. Ајде, ќерко, ме. Дозволете ми, имам ефенди. Ајде, ќерко. Не, многу убаво вака. Само бегај ти, бегај. Кирко, да ти кажам нешто. Пред малку во меаната, тоа момче со сите сили се бореше да те спаси тебе, ама мене ми се чини дека малку лажеше. Навистина, тато, не е лага. Немој да ме лажеш. Јас сум ти татко. Вистината ја кажувам, тато. Никогаш не излегов надвор од селото, за да снимам некакви реклами. Терко, јас сум ти татко. Никогаш немој да ме лажеш, добро? Не лажам, тато. Погледни ме во очите. Сега кажи ми, дали е точно? Не направив такво нешто, тато. Добро, Керко, добро, заканувај. Инаку да знаеш би умрел од мака. Прости ми, се сомнева во тебе без потреба, Керко. Добре, не плачи. Ајде. Ајде, дај ми ја раката. Дај ми ја. Абе, молчете веќе? Како е можно Илгјун да излезе од селото и да оди да сними реклама без ние да ја дозволиме? Не може тоа? Ова немојте да го заборавите. Клеветата е најголемиот греф на овој свет. Точно кажа. Учен човек. Тогаш да ја затвориме оваа тема. Ако некој сака да разговара на оваа тема или сака да направи поголем греф веднаш, нека го напушти оваа местото. Ајде сега, ајде. Исмаиловци. Дојди, бабо, дојди. Полека. Ајде. Ајде. Полека. Опа. Ајде. Полека. Полека. Абе, Дузгун. Добро се извлече од ова. А каде е ова Фикри? Бато Фикри,
Чекај, што е ова? Што направи, јасни? А ти што направи? Зошто ти со твоите постапки не кочиш работата? Еве ти сега. Што ете ти? Ти го исправ мозокот. Кој? Дузгун, слушај, бато Фикри, ти се наоѓаш пред голема опасност. Зошто? Значи, тој Дузгун глуми дека е чесен човек, ама ја излажал и Мухтар Емине. Жените се главни овде. Така е. И јас изнервирав, ама глас не пушти Фиона кај ќе си одам за неколку дена. На вистина, јас не можам глас да пуштам. Жените се главни овде во селото. Добро бе, како и да е, премини на главното, ајде. Главното. Сега нели Дузгун вели 250. Јас не му реков, бато Фикри ми ги даде за 250. Добро, ама тој не вика така? Ете, тоа е проблемот. Нели реков во кафеаната, нивите на Бато Фикри не вредат повеќе од 250. Ете, нему му реков. Сега ти ќе одиш, јас ќе останам со него овде. Ме разбираш? Затоа така кажав, но неговата намера е друга. Има друг план. Добро бе, не му да го вртиш разговоров. Ај премини на главното, ајде. Слушни ме сега и заколни се дека нема да му кажеш на Дузгун. Добро бе, се колнам, нема да му кажам. Добро ти верувам. Вака, Дузгун те мами. Прво рече 1.000.000, потоа 250 и на крај без пари ќе ти го земе. Како да не? И како ќе биде тоа? Така. Се маскирал во добар човек. Тегали и оп, разбери го крајот. Што? Биди малку оттракан, биди малку... Неговите керки ќе ги онади со твоите синови. Ете ќе ги соедини... Што ќе прави? Ќе ти го земе имотот. Откажи се од продажбата. Не ќе можеш ништо да продадеш. Види го ти, Дузгун, бе. Ти стварно си во право. Добро е што ми ги отвори очите. Така е. Вие уште ќе останете? Уште 2-3 дена. Штом ќе останеш уште неколку дена, тогаш предлагам да одиме заедно на водопадот. Што велиш? Бевме таму. Го видов. А може ли да прашам кога бевте тоа? Вчера. Со кого беше? Со девојките, после Моминската плажа. Со девојките. Тоа не се брои. Тоа не важи, ништо не си видел, бе, другаре. Че ми Господ точно кажа. Сигурно ништо не си видел. Дојди на водопадот со нас уште еднаш, можеш ли? Така е, бе. Ако направиш скара со нас, никогаш нема да си одиш од овде, ќе видиш. Добро. Штом се фалите толку, ќе дојдам и со вас. Ферит, дојди овде. Се гледаме. Ајде. Се гледаме. Ајде сега да станеме муезин ефенди и да си ги завршиме врските околу џамијата. Се разбира. Ајде да видиме. Господ на сите убав ден да ви даде, ајде. Господ да те поживи, Амин. ајде. Амин. Убава работа. Амин, ајде. Решат? Кај си бе ти? Еве, купи уште еден вестник. Зошто? Ќе ја чувам рекламата, ќе ја закачам на зид, да се најде за секој случај. Многу претеруваш бе и ти. Види ваму што ќе ти кажам. Што стана со твојата кола? Ја го нема джипот. Ерол ја видел. Духови ја однеле твојата кола. Како да не? Кај може такво нешто? Може. Кој сте е Ерол, што видел? Истиот дух го виделе четворицата Исмаиловци, нели бе? На вистина? Што? Видовте дух? Да, видов. Видов. Бог да чува. Не се да одам до дома и да видам што е. Да одам. Излезете! Има дух во автомобилот. Што? А ние цела ноќ седиме овде. Се разбира, го видов во автомобилот е. Што? Леле бе, ние глупави седевме во колата. Ау! Сега се плашат, а цело време биле во автомобилот.
излеземе. Девојки, каде е Ерол? Рече ке се врати за 15 минути. Има малку работа. Добро. Што се случи, дадо? Што може? Прв пат во животот го излажав татко ми. И тоа гледајќи го право во очи. Зошто? Се е поради тој Ферит. Ми има на реклама на весник. А каква реклама? Нели во Истанбул бегајќи од него влегов во една продавница и ми дадоа многу подароци. Па тие мене ме сликале. И после тоа го направиле како реклама и го објавиле во весник. Леле, како се излечема, дадо? Ферит ме спаси. Рече фотомонтажа, не знам што објасни таму нешто. Ете те спасил. Да не беше тој ништо, тоа немаше да се случи, знаете? Немаше. Немаше да се срамам пред никого. Господе Боже, зошто отидов таму јас? Зошто отидов? Зошто отидов? Зошто? Ама не плачи, дадо. Очите ќе ти потечат, тато ќе примети. Ете, си се спасила. Оставите ме насамо. Ве молам. Ајде. Сонјун, ти зошто остана тука? Ова е и моја соба. Ајде, дадино, ајде уди. Ајде, остави ме сама. Многу се извинувам, тато. Се извинувам. Не ми поминува време без тебе, но кога ќе ги погледнам девојчињата, сваќам колку време поминало. Мојата Илџун веќе стана мома за мажење. И најдов една добра прилика. Добро дете, вредно, од ништо што се вели вади пари за леп. Извинете, сладка убава господја. Градите силиконски ли ви се? Велам кога ќе имате време за мене, мислам. Ова е мал подарок за вас. Повелете, еве. Повелете. Велам да пиеме кафе заедно. Немој ма раката, еј. Се шегувам. Ти да ми ставиш млекце во кафето. Дојди, мамо, дојди. Дојди. Еден скитник се залепи на девојката. Велам да ја оможам пред да се фати со тој никаквец. Како и да е. Ѓулнур моја,
сега за сега имаме време за Ѓулѓун, Наđun и Сонđun. Спи си мирно, биди спокојна. Да си ми жива, дадичке. Што ќе правиме? Дада го обвинува Ферит, ама јас мислам дека почна да се заљубува. Јас мислам дека тоа е невозможна љубов. И затоа е таа таква. Зошто невозможна љубов? Кога велиш љубов, се е невозможно, ете затоа. А, девојки, дали го видовте Коптагел? Не. Каде е сестра ви? Во соба? Сигурни ли сте? Да, сигурни сме. Тогаш каде е Коптагел? Господе Боже. Даде Елмаз, што ќе ти е на тебе Коптагел? Што ти е, Гајле? Не, мислам, ако можеме некако да ти помогнеме. Не, нема како да ми помогнете. Гледајте си ја вашата работа, добро? Господе Боже. Ферит, каде ли ја однесе девојката, бе, еј? Кој е сега? Молам, Елмаз. Каде си Коптагел? Јас се загрижив за баџанакот, се уште го нема, па и Ферит заминал некаде со таа девојка Илѓун ли, како се викаше, ете, нив ги барам сега, да видам каде се. Не знам кај се Ферит и зет ми, ама таа девојка е дома, Коптагел. Ајде, бе. Да. Како и да е, тогаш, што ми е гајле за девојката, тогаш ќе ги барам нашите. Слушај, Коптагел, ти се смени откако дојдовме во селото, ама ајде да видиме што ќе биде. Абе, Елмаз, не ме тере да викам сега, господа те кази, само ме нервираш. Елмаз, не слушаш ли? Елмаз! Не ми исклучи. Господе Боже. Тогаш да се вратам, да не се расчетувам. Не може да издржи. Пак се јавува. Ајде, од Истанбул е ова, бе. Ало! Повели, кралот на сите возачи, а? Што има ново? Добро сум, фала му на Бога. Ете, тера ме некако. Јас сум, слушај, на најсмешното место на цел свет. Во село, каде што нема минибус. Жими очите се колнам. Види, работата ми трае уште неколку дена. Добро да ми го чувате синиот минибус, еј. Што? Што му е? Еј, падна, трчај. Што се случува? Трчај, крени го. Фатете го. Кренете го, момчето, да прашувате што се случува. Аман веќе, крени го, ајде. Носи го натаму. Полека. Полека. Што ти се случи, бе? Леле, бе, абе, толкова магаре, а плаче како мало дете. Истанбул, вели. Боже, човекот беше како карпа, види го сега каков е. Што се случило во Истанбул? Истанбул. Овдеше, донеси му бе чаша вода. Буди брзо, ајде, побрзо. Ај, господе. Еј, кутар човек. Добро утро. Добро утро. Си станала, гледам, а? Почнав и да газам помалку. Ќе појадуваме, нели? Ај, убаво би било. Добро, тогаш нараче нешто од интернет, не можам сега да спремам појадок, јас би сакал еден тост за мене нараче. Во ред. И нараче ми една домашна лимонада, молам. Во ред. Ќе пиеме кафе додека стигне појадокот, а? Ај, добро би било. Добро, има апарат во кујната, оди направи кафе, јас да се истуширам и...
Што беше сега ова? Ај господе. Како е, бе? Ај господе. Подобро му е. Испи една водка, ајде. Написа, ајде. Полека, полека. Господе, не може вака. Јас да му бајам малку дома кај мене. Ајде, Исмаиловци, земете ја мојата носилка и однесете го овој кај мене. Ајде. Ајде, бе, слушате ли на кого му зборувам? Вам ви велам, ајде. Бабо, зошто ние да го носиме? Нема ли други луѓе освен нас во селово? Таре, нека остане овде, нека се освести малку, ќе се соземе со плачење. Ау, душо. Бабо, а ти како ќе се вратиш дома? Што ти е гајле, бе? Што ти е гајле? Одете, бе, полека да одите. Ајде, одете, бе. Исмаиловци, бе, ви се даде една задача. Ајде, ви велам, ајде, тргајте. Станете да го однесеме, ајде. Ајде, тргај. Ајде да го однесеме, ајде. Земи го оттаму, земи. Дојде, дојде. Трни го. Оп. Полека, бе, полека. Добре, помогни му да се Полека, бе, полека. Ајде, бе, полека. Ајде, лошо. Ајде, седи, ајде. Господи. Добро, брате, братче, добро. Браво, бе. Тргни се, бе, тргни се, ајде. Ајде, написе. Дај му малку вода, дај му. Ајде, накуфкај. Ајде, полека. Добре. Ајде, ќе биде окей. Абе, носете го. Абе, носете го, ви велам. Ајде, да дишам. Таа баба Нурија не тера да ја носиме само за да не измачи. Не тера само кога не изговара. Носете. Носете, ајде, полека. Кој се правиш, бе? Полека, ајде, исправи се. Ајде, бе, доста. Чекај, полека, фати посилно. Доста, ајде. Деј. Види, джипот е овде. Кој го донесол овде? Ај, ја уништиле, ја изгребале. Кој го направи ова? Абе, кој го направи ова, бе? Доне, Јапрак, доне! Доаѓаме. Што е, бато? Молам, бата. Кој го возеше автомобило? Кој го зеде? Не знаеме. Не знаете, а? Абе, како не знаете? Погледнете. Го изгребале. Ама не знаеме, ние не ја допревме. Не ја допревме колата ние, бато. Погледнете го ова. Целиот автомобил го уништиле, Бог да чува. Што е ова сега? Ви? Бе, мачир, велеше дека видел дух. Да, и бато Ерол го видел тој дух, навистина. Моќи брати, и Ерол исто како тебе. Чекај малку. А тебе кај ти е обетката? Ова е овде. Ова не знам каде. Чија е ова? Не знам, чие е? Твоја е, ма смотана. Ау, моја ли е? Велиш дека не си била во джипот, а? А обетката ти е внатре. Абе, ќе те заколам тебе јас. Името ќе си го заборавиш, ме засрами пред сите селани. Не знам, бато, не знам, заборавиш како се викаш. Тргни се, не се меше, тргни се. Ќе ме засрамиш мене, а? Дојди ваму. Ќе те распарчам на парчина. Не бегај. Зошто ти поцрвенеле очите? Дробев многу кромит за ручек, од тоа ми е. Кај се задржа овој Фикри? Боже. И Коптагел го нема. Да, Делмаз? И Ферит го нема. Зошто не го спомна? Ај, ова, ќе кажев Коптагел и тој, ама само Коптагел го кажав. А и ти колку си била итра. Елмаз! Молам, зете. Собери ги порталите и си одиме одавде, ајде веднаш. Што е, каде одиме? Тато, добро, смири се малку. Зошто не се смирам? Што се случи, зете? Ни секунда нема да останам во оваа куќа. Чекај малку, смири се. Што е сега? Што е работава? Ќе спиеме во караванот покрај езерото. Добро, ма зошто? Уште прашуваш зошто? Ти си бил многу опасен, бе. Сите се трудите да ме ограбите. Смири се, прво кажи што се случи. Ете ова се случи. Јас немам ниви за продавање за тебе. И 1 милијарда да ми дадеш. Јас тебе нема да ти ги продадам. Ти ги ставам на страницата за продавање .com.
Таму ќе ги продадам, ама како што кажам, тебе нема да ти ги продадам. Абе, пријателе, продај ги некого сакаш. Само кажи ни зошто толку многу се изнервира. И ти ме лажеш! И ти ме лажеш! И тогаш, кога одеме за Мармарис, измисли се и се што, само да не одиме таму. Види, господин Фикри, не сакам сега да кажам погрдни зборови пред госпоѓата Елмас. Те молам... Ха! Елмас! Молам, зете. Ферит, ајде, одиме, ајде. Зете, што ќе правиме со нашите работи? После ќе дојдете да ги земете. Ајде, Ферит. Оди! Тоа Не е проблем, добро. Добро, синко, ајде оди. Зете, а кажи ми што ќе биде со Коптагел? Доста ти со тој Коптагел! Јави му се! Кај сме? Што сме? Таму нека дојде! Ајде! Може! Чудни луѓе. Абе, Бог да чува и да брани. Човекот е навистина многу чуден. Што сака нека прави. Нека ги продаде на кого сака, нели е така? За овие 2-3 дена душата ми ја изеде. Бог да чува. Кај си бе, Ерол? Не прашувај, видов дух и со тоа се расправам цел ден. Абе, не трескај глупости, бе. Ама велам дека видов. Каков дух виде, господин Ерол? Не, тато, ние разговаравме со него, мисли дека видел дух. Господе Боже. Зошто го лажете човекот? Ерол, јас велам да не го спомнуваш веќе тој дух, бидејќи татко ми ако поверува дека има дух во селото, ќе не земе нас и ќе си одиме одовде. А ти ќе останеш сам? Колку убаво му кажа така на Ерол. Браво, ма. И многу убаво го излажа Ерол. Абе, човеков навистина одлепи. Пријатели, мора да има некоја голема причина, ама која? Абе, друштво, смирете се, бе. Нурија ќе го прегледа и ќе се освести. Ти си возрасен човек и не тераш да те носиме. Погледни ме, дај Боже да ти е подобро, инаку... Не, дукух сируп не може. Јас имам други планови со тој сируп. Види, а кои ти си тие планови, бе? Чувај го од злобни лоши очи. Чувај го од злобни лоши очи. Чувај го. Боже, ова на ништо не личи. Дај ваму. Дај јас да видам. Ај, леле, навистина на ништо не личи. Бога ми, мене ми личи на нешто, ама не е важно, де? На што ти личи, а? На минибус. Абе, каква врска има ова, ајде? Јас тоа го велам да дам Мухтар, ама каква врска има сега тоа? Коптагел, види ваму. Дали ова ти личи на нешто? Работава не е лесна. Тато, што ќе правиме ако се продаде куќата? Убави черки мои, души мои, вие немојте да се грижите, нема да дозволам да се продаде меставо. Не дозволувам. Ние имаме спомени во куќава. Спомени од вашите мајки. Немојте да се грижите. Верувајте ми, јас се ќе следам. Ама рече ќе ја стави на интернет. Да, рече на запродажба.com. Прво нека ја стави, па ќе видиме што ќе го снајде после тоа. Штом тој почна со Инаед, и јас ќе почнем со Инаед, па ќе види. Што има во дворот на оваа куќа? Што има?
Гроб има, гроб. Таму, во тој гроб лежи татко му на Фикри. Гробот на таткото му е онде. Таму лежи сиротиот човек. Да, има. Никој на овој свет не би сакал да живее во куќа во чиј двор има гроб. Навистина е така. Вие сте навикнати на тоа, ама за друг би било многу тешко. Тој Фикри уште не знае каде му е гробот на татко му. Неколку дена се вртка овде, ама не му текна да прашува. Во никој случај нема да дозволам тој суров човек да ги уништи нашите спомени и нашите навики. Тоа не оди така. Јас сум домазет, од секогаш сум бил. Сега бакнете го, тато. Не гржете се. Сонџун, слушни ме. Ти се разбираш од интернет, нели е така? Види, ти контролирај го огласот на тој Фикри. Извести ме кога ќе го објави огласот. Ете, тогаш ќе му покажам колку страни има светот. Добро, тата. Абе, Ерол, не туку тропај со тој чаканот. Што сум му сгрешил на Господ да ми даде вакво дете само за да ме нервира? Не се лути, бабо, ама нема никакви промени кај овој човек. Абе, нели ти олесна малку, а? Чекај, да му се јавам јас на Дузџун да дојде и да го земе од овде. Дада Емине, слушни, кажи му да дојде со кола и да си го земе, те молам. Молчи, бе, ќе те слушне, звони.